Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Почитувани дами и господа, уште малку трпение. Почуваме за некои си 2 минутки. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б-комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б, и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на забава. Чуваме со Кадино, моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Еве, уште еден ден заедно со нас, со нашата емисија Возење со Вучич. Ние сме во автобусот на ЈСП, специјално направен за снимање на оваа емисија, со сите оние можни реквизити што треба да ги има во автобусот за да можеме да ја снимаме нашата емисија. Значи, вклучително рефлектори, камери, буби, микрофони и така натаму и тоа, да. Само да ви кажам дека емисијата обслужуваат околу 10 луѓе, а за самата емисија задолжена е Moonlight продукција и нормално ВУ продукција. Во позадина, бидејќи ние многу не се разбираме од снимање, ама се разбираме од други работи, во водење на квизови и таков тип на емисија. И денес ќе имаме, претпоставувам, интересна емисија. Спроти мене имам едно младо момче кое стварно сака да учествува и ќе видиме колку знае, а би требало да знае нешто за да освоиме некоја награда. Но никогаш на крај не се знае, поготово за третата и четвртата награда, кои се така поголеми, поготово четвртата награда, може да изненади со некој точен одговор и морам да кажам дека четвртото прашање е малку потешко од сите останати, затоа и наградата е таква. Што ќе се случи оваа емисија не знам, ќе видиме и јас му викам на Кире, добар ден. Добар ден. Здраво, Кире, добро дојде. Подобро време. Како си ми? Добро. Добро. Расположен за игра во автобус? Не си играл до сега игра во автобус. Си бил во студио, меѓутоа во автобус не. Да. И дефинитивно оваков тип на емисија ја до сега не сум сретнал низ секаде кај што сум гледал телевизија, сум гледал во таксиња нешто така, меѓутоа во автобус и тоа двоспратен не сум гледал. Со масичко специјално не сум гледал. И добро, почнуваме, важи. Расположен си за игра, Да. почнуваме со првата се песни, знаеш што ќе испадне, не знам. Сега барам само малку да се издоговориме која песна ќе ја пуштиме и веднаш се враќаме. Почуваме со првото прашање, кое е музичко, а бидејќи си ти по спортот, скоро сум сигурен дека можеш да го одговориш, но прво да ја слушнеме песната.
devojkom si bio, jutro sam videla te slučajno. Isti koji uvek jedni za drugom pališ uporno. O, zašto nisam ni ja cigareta bez filtera, samo da šetam od prstiju tvojih do usana. Kao nikotin, ti još tečeš mojim venama, još uvek te volim, znaj to nikad nisam prestala. Kao nikotin, tako upijaš me lagano, jer usnama tvojim ja navučena sam odavno. Dobro, ja mislim дека е доволно. Е сега, песната е на кого знаеш? На Наташа Беквалац. Претпоставам се вика Никотин. Но, зошто те прашувам, бидејќи си по фудбалот? Прашањето за песната е, што е по професија таткото на пеачката Наташа Беквалац? Во моментот прашаме што е. Бил фудбалер, тоа е точно. Што е во моментот? Така е, тренер да пукне, браво! Тренер, прво беше фудбалер и тоа одличен фудбалер Беквалац, а сега е тренер. А беше и во Вардар, колку што знам, некое време, малку. Одиме со второто, за тоа ќе ти треба малку повеќе концентрација, од 1 до 7, а од петото нагоре се 3 потешки прашања, но и 3 одговори. Почнуваме веднаш. Одиме со второто, инаку Сано Сокови ќе си добиеш еден пакет да си пиеш дома. Одиме со второто, како што кажав, 7 прашања. Првото, на песната Оптан, топтан, кисело млеко се игра, кој е оро, пајдушко или тешкото? Пајдушко. Пајдушко е точен одговор, браво! Ете аплауз. Број 2. Најпознатата реплика од филмот Кој тоа таму пее е Пукај Бошко или Вози Мишко? Вози Мишко. Вози Мишко е точен одговор, браво! Со колку разбойници се справува Али Баба во приказните од 1001 ноќ? 20 или 40? 40. 40. Али Баба и 40 разбойници, точно е. Браво, браво. Четврто. Жената на Трендафил Карамфилов во филмот Балкан Кан, како се вика? Ружа или Зумбула? Ружа. Ружа, види го ти него. До сега, супер, одлично. Сега, ќе си добиеш еден пакет или торба една со кафенца, ако го погодиш петото. Кој ќе биде домаќин на Евросонг 2019 година? Израел или Кипар? Кипар. Кафе ќе добиеш во некоја друга. Израел беше победник 2018. Шесто. За најголемата буква на светот се наоѓа каде? Во Нью Йорк или во Токио? Се извинувам, најголемата берза буква. Како во Нью Йорк или? Дали во Нью Йорк, дали во Токио? Во Нью Йорк. Во Нью Йорк е Wall Street, така е. И уште едно. Кој наш боксер освои сребро на Олимписките игри во Лос Анџелес во 1984 година? Дали беше Аце Русевски или Реджеп Реджеповски? Аце Русевски. Аце Русевски е неточен одговор. Реджеп Реджеповски, што значи од 7-те имаш една награда, колку што ја паметам, така? А наградата, таа што треба да ја добиеш е Sunday, и тоа одлични се колачиња, ќе си ги имаш со сокчиња, таман вредно, убаво и многу вкусно. Сега се враќаме веднаш, одиме со третото, да видиме што ќе се падне
Дали ќе биде предмет, дали ќе биде живо нешто, суштество, дали животно, дали човек, не знам што ќе биде. Дали ќе папаме нешто, не знам, ти ќе ми кажеш. Веднаш се враќаме. Почуваме со третото, знаеш дека треба да одговараш. Имаме точно 2,5 минути, сосема доволно време за да го одговориш. Ја колку што гледам е лесно, но никој пат не се знае. Јас го знам бидејќи го читам, ама да сум од твојата страна не знам како би испаднал. Тоа е. Почуваме, можеш топерицата, 2,5 минути, почуваме сега. Дали е предмет? Предмет е Дали се користи во куќа? во куќа, да. Дали можда дали го користат сите во куќа? Не сите. Дали го користат повозрастните? Не, не мора да знаеш. И млади, и постари, и средна генерација. Дали е од дрва? Да, дрво е. Дрво е. Не секогаш. Може и да не е. Автобусов. Обично е метално. 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 Сегде се користи во куќа? Од прилика. Како сегде? Не. Само на едно место во куќа. Само на едно место. Ако погодиш, добиваш бучен козјак, кашкавалче, сиренце, јогурт и моето омилено бучен козјак млеко, кој доби награда од Сдруженијето на педијатрите од Македонија као производ што највише одговара за дечињето. Честитки од мене. Се користи. Уште 30 секунди. Што школа имаш завршено? Кувар. Кувар? А зошто не работиш? Време тече, 7-6, меѓутоа јас ќе ти дадам уште 5 минути, 5 секунди, бидејќи те прашам. Ево имаш уште 5 секунди. 2, 3, 4, 5. Океј. Кажи ми, ти си готвач, така? Да. И со шо готвиш? Што готвам? Со путлача. Аплауза! Дај да пукне. А кажувам на сите дека околу професијата ќе биде колку да можам да ви помогнам. Така беше и пред минатиот, и минатиот, и пред некоја емисија. Секогаш е така. Ако ми е нешто интересно од професијата, сигурно ќе биде нешто со што си имал контакт. Чисто да олесниме, ама ете, тоа е тоа. Добро, нема врска, сега може и ќе те пратиме на море, не се знае, затоа што се одиме со четвртото прашање, веднаш се враќаме, бидете тука. Имам 3 коверти овдека, од 1 до 3. Што? Лојка? Ај со среќа. Ајде. Летово беше некаде на одмор? Да. Каде? Италија бев, Охрид бев, Да? Во Италија каде? во Рим. Ова малку треба да се знае и географија од Македонија, но самото прашање може да те наведе на сосема погрешен одговор. Велат овака, моите смислиле едно убаво прашање. Која река тече низ најдолгата клисура во Македонија?
која река тече низ долгата клисура низ во Македонија? Стварно е клисурата долга, мора да се признае. Околу 80 километри е. Не е малку. Имаш време за размислување уште малку. Па барем кажи Пелистер. која? Пелистер. Што Пелистер? Па нема река Пелистер. Не, се извинувам. Како се викаше? Значи не правиме муабет за планини. Да, во ред. Правиме Како се муабет викаше? за река. Имаме неколку клисури инаку во Македонија. Едната оди према Грција. Демиркаписка клисура. И во таа клисура е река Вардар. Арно, ама не е најдолга. Времето поминува, кажи барем нешто за да Значи, еве ти помош мала, меѓутоа колку ќе ти помогне не знам. Клисурата се вика Скочивирска клисура и е долга 80 километри. Но која река е таму? Ај, пчиња нека. Црна река, нема Грција, нема Савана, Пчиња. Еден аплауз сепак. Се испотивме малку. Ама не ти текне искрено, немаше ти текне. Не, немаше да ми текне, ама знаев, учев таму во школа и не може да ми заблокира мозокот. Во моментот. Добро. Како е да е, не беше лошо, јас сум изненаден од второто. Првото претпоставив дека го знаеш, дека си по фудбалот, ама второто од 1 до 7, ако ги тргнеме настрана двете прашања, шестото и како беше, петото и седмото што не ги знаеше, другото беше стварно супер. Како е да е, ти раче, фала ти многу. Наградите ќе си ги земеш кога ќе завршиме со нашата игра. А ние, драги мои, одиме малку на некоја автобуска станица. Одиме сега кај Буњаковица. Сега во моментот, ако ве интересира, сме на Партизанска и сме кај Драмски театар, а одиме на кај Центар. Сега да видиме на кого ќе подариме бучен козјак. Еве сме на автобуската станица кај Буњаковец. Да видиме кој ќе биде среќен да му дадеме некоја награда. Овој пат делиме бисер масло од Алмакс. Добар ден. Јас сум Драган, вие? Ромика, ова е за вас. Масло, ќе правите ли љутеница или нешто? Па нема да Или правам ајбар? лутеница, ама ќе правам нешто друго, ќе го искористам. Еве, овие две Наđije, видите што ви даваме. Одиме, дечки, назад во автобусот да го продолжиме нашиот квиз во нашиот прекрасен автобус. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен.
побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Poješću sve kolačićeve, tebi jojna postaću debela sve. Devojke neće biti slatke kao ja, neće biti slatke kao ja, neće biti slatke. Врвни домашни колачиња, Сандеј и секој ден е празник. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење Бисар во сите маркети блиску до вас. Масло Бисар, квалитет што се бара. Произведува и полни Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености и најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен. Побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Вториот дел од нашиот денешен квиз со нов гостин во моето импровизирано студио. Овој прекрасен вокатен автобус на ЈСП кој е специјално наменет за потребите на нашиот квиз вожење со Вучич. И уште еднаш да повторам, одиме секој ден од понеделник до петок и сабота и недела нормално репризните изданија. Ако сакате да се пријавувате, може да се пријавите на нашата Facebook страница и може да се пријавите на телефонот што го гледате во долниот дел на вашите телевизори. Ништо страшно, верувајте ми, убави награди, се возиме низ Скопје, усреќуваме луѓе надвор, дали ќе застанеме на автобус, дали на некое друго место, кај што ќе видиме некои луѓе кои заслужуваат да добијат некоја од наградите од спонзорите, а тоа е едно убаво, добро дело кое сакам да го имаме во секоја емисија и тоа и го правиме. Но, сега одиме со квизот. Да го поздравиме следниот наш надпреварувач, Љубе Пешевски. Здраво, Љубе. Здраво, Драган. Добро ме дојде. Добро нашол. Како се ми? Па, одлично. Одлично? Да. Добро е. Инаку, Љубе доста често љуби да оди по квизови. Да, беше и во минатиот циклус
на емисии кај мене лично и освои горе-доле добри награди, еве го повторно сега, беше кај мојата колешка Лила и таму се освои убави парички. Зашто ќе ги трошиме? Зашто? Ќе видиме зашто. Може така еден телевизор. Скоро 2000 евра са, не е малку? Еден убав телевизор, да. Да, така. Нека има да спомен, што се вика. И другото, ќе прошетаме. Како со Лила? Добро беше? Одлично. Прав професионалец. Да. Значи бев и кај тебе во емисија, мислам на Ја не ти сум идеме или... професионалец, Лила ти е професионалец. Не. Ако. Знаеш која ќе добиеш награди? Никад више. Не. Кажи се. Та не можеш да искаш. Добро, ајде. Сакам да кажам дека е стварно професионалец и она и ти во работата. Тоаш ги пукавме емисиите што се вика без ни еднашка стоп, чекај, не одново. Така е. Значи тоа беше не сега да се Тоа е палмо уиграна екипа, така се. Да, така. И баш онака се осеќав коматно и кај тебе кај не за комисија. И кога видов на еден ТВ дека има нов циклус на емисија. И му викам на колегата, викам, друже, ќе се пријавуваме. Ајде, вика. И ја денеска, он во наредните денови би требало да дојде. Океј, супер, баш ми е драго. Ние почуваме со првата игра, знаеш, ке пуштиме една песна сега, мора да ја погодиш дали песната, дали текстот, дали композиторот, нешто што е врзано со песната. Ние веднаш се враќаме и да ја пуштиме песната, баш ме интересира, ни јас не знам која е. Почуваме со играта, да ја пуштиме песната и да одговориме нешто што е во врска со песната. Ајде. Јана, длабока рана, драги остави, сета љубов сите слушта ти заборави. Јана, длабока рана, кај се изгуби, твое срце кај ми е збрана, кој ми пазуби. Лудо сака една Јана, беше девојка без мана, само не знам што и стана, срце камен ми остана. Лудо сака една Јана, беше девојка без мана, сега свет е друга страна, но тој камен ми остана. Опса, икака! Добро. Која е оваа песна, знаеш? Една Јана, убава Јана. Јана. Која пее, знаеш? Знам. Кој? Драган Вучич. Не. Сега, прашањето моје. Која група ја исполнува оваа песна Драгања пее, а во која група јас бев тогаш во тоа време? Леле, на врк јазик ме. Жена ти прави ајвар? Мајки. Или мајка ти? Мајки. Мајка и прави ајвар? Да. Ние се купуваме. Ќе ти дадам ја сега масло за јадење. За да имате. Да не речеш не си земал. Ако освоиш прашањево точно, ако биде Алмакс, масло за јадење би се. Беше и во група Македонија ти. Ја бев, тоа ми беше првата група. Да, група Македонија. И после бев во Тавче Гравче. Да. И па од јадење отидов во сосема друго. Леле. Ова е музички знак. Така нота. Не е нота. А сега кога ќе ти го кажам, ти речеш ла. Не, ја маслото јонака ќе ти го дадам, да те помачам малку. Ако? Марка на автомобил, многу позната. Од источна Европа. Сега е бренд на Порше. Ако првата буква ја извадиш, ете ти е групата. Сакам да те прашам која е првата буква. Значи,
кои коли се продаваат во Volkswagen? Во Volkswagen? Да. Порше, Шкода. Кода. Кода, точен одговор, не е Шкода, Кода. Да, и Кода. Масло, што прави маслово, леле? Добро, точен одговор. Веднаш одиме со второто, од 1 до 7, последните 3 се наградни. И тоа, може да се освоиш кафе елит, можеш сандеј да се освоиш, и тоа 4 пакувања од разни колачиња. А ја по благото сум, бога ми. Ти си по благото. Да знаеш дека ќе ме спомнуваш. Баклавата, Ја пробав медени преска. срца. Ја пробав, одлична. Сега пак можеш да си пробаш. Ќе си земам. Сега баклава ќе си јадеме. Има гураби, има медени колачиња, има баба И ти ги пробав. ванилици едни како. Има милион работи. Да знаеш дека ќе бидеш изненаден. Дај да ги земеме. Поздрав до Сандеј, да. До Сандеј поздрав. Океј, првото прашање. Како се вика љубената на Тарзан, Чита или Джейн? Джейн. Джейн е точен одговор, браво. Аплауз, така. Број 2. Сопругата на Доналд Трамп се вика Меланија или Стефанија? Меланија. Меланија е точен одговор, браво. Моцарела е вид познато италијанско вино или сирење? Сирење. Сирење е точен одговор, браво. Сашо Ливрински е наш познат гитарист или хармоникаш, член на групата Академци? Хармоникаш. Хармоникаш, точен одговор. Фудбалерот Бастијан Швајнштајгер е во брак со тенисерката Ана Ивановиќ или Марија Шарапова? Ана, со првата. Ана, добро, точно, браво, браво. 6. Најмногу овци има во Австралија, Добро. а најмногу говеда во Бразил или Индија? Индија. Индија е точен одговор. Сега, колку милиони овци, овие Говеда? крави? Колку милиони? Да. Знаеш колку? 330 милиони. Па. А во Бразил околу 210 милиони. Меѓутоа, во Индија е свето живот. Свето живот, затоа и најмногу ги има. Да, не ги тепаат воопшто. 7, за да ги освоиш трите награди, внимавај, кој планинарски превој се наоѓа на патниот правец Битола Ресен? Пресека или ѓавато? Ѓавато. Ѓавато е точен одговор. И еве 3 награди. И првата 4 награди. Браво, браво. Одлично, Љубе. Мада мислам дека не имаш проблеми, но тоа е тоа. Сега одиме со нешто што не можам како да ти помогнам. А тоа е да видиме дали е предмет, дали е subject, дали е нешто. Тоа. Добро. Ако. Добро. Веднаш се враќаме, баш ме интересира што ќе падне. Почуваме со третото. Тука се, како што кажав преска, не можам да ти помогнам, но тоа е тоа сега. Асоцијации, дали ова, дали она, ќе видиме што ќе испадне. Имаш точно 2,5 минути, може сега. Дали е животно? Не. Предмет? Предмет, да. Дрво, пластика, метал? Не е ни дрво, не е ни пластика. Не е ни метал. А може и метал да има исто, не знам. За рекреација да не служи? Далеко е од рекреација. Значи, рековме предмет дека е така. Дали во домот го има почесто или на работа? Каде? Дома. Дома не. Не. Опа. Одредени личности може би да. Аха. Одредени личности. Одредени, да. Не сите, малку на број. Да, големина да речеме до 25-30 сантима, нешто така. Има и поголеми. Може 40 сантима. Огнено оружје да не е нешто? Не. Нож. Кај ти лета, па. Абе, полициска работа. Инаку господинот е во МВР. Па дека нешто со професијата наша. Така е, така.
стварно. Во секојдневниот живот се користи, се може да се вози голем предмет, мал предмет. Цари рекол ми дека 40 см. Значи, на работно место се користи. Пендрак. Точен одговор! Пендрек, еве го, точен одговор. Браво, браво. Дека метал нешто ова тоа е. Не ми се верува. Викам чекај. Значи, за тебе и за сопругата. 3 дена Хотел Тино, Свети Стефан во Охрид. Имаш и базен, имаш и 300 чуда. Убаво ќе си поминете. Хвала. Сега зависи од вас, а и од нив кога имаат слободно, затоа што претпоставам се работи за викенд. Добро. Ама како иде до декември ќе најдете некој место и Па ќе се јавиме. Ќе се јавите сигурно. Да резервираме. Баш како тоа, име и презиме на мејл праќаме ние. Тамо се знае, се фино. Одлично. Ај сега уште да те пратам за Грција малку едно 7 дена летоска. По Јорго Сине. И по Јорго Сине Понирос. Следната игра е дали знаеш, веднаш се враќаме. Четвртата и последна игра е на ред и да видиме дали ќе погоди. Јас сум многу изненаден, уствари од љубе не можеш да бидеш изненаден. Има тој некои скриени своји варијанти, не знам како дојде до пендракот, ама како и да е, супер беше, изненаден сум многу позитивно. Да видиме дали ќе ме изненади позитивно и со една од овие при која? Едно, двојче, тројче, која е? Еден. И ти еден. Добро. Да видиме што се крие. За да отидеш во едно од летовалиштата во Грција, со Савана, за двајца, 7 дена, треба да ми одговориш. Кое е најбрзото животно на планетата? Значи најбрзо животно? Да. Тука нема да или не. Да. Сега ја знам неколку. Сега кој од нив мислам дека е гепардот. По моје. По твоја. Да. Дали остануваш ти на тоа или да ти останувам на гепард. Остануваш? Да. Сигурен си? Сигурен. Дајте ми пиштол да испукам увис, бидејќи одговорот е сивиот сокол. Ама не е животно, птица е. Ама животно е птицата. Птицата е животно. Океј, нема проблем. А што е птицата, ај кажи. Па добро, животно, да, океј. Морнар, што е? Нема проблем. Бре, гепард е едно од најбрзите животни, точно, но тоа е тоа, немој да се лутиш. Не се љутам, зашто? Таман работа. Можеш и да провериш кога ќе отидеш дома. Не, везе, проверени се овие. Проверени се овие. Ние не даваме нешто што не е проверено. Океј. Добро. Кога да поздравиме на крај? Интересно беше 15 минутки доста е играње. Толку? А толку се 15 до 17 минути нашите игри. Да опфатиме на брзина за да имаме место и за другите, бидејќи емисија. Никош не би ми текнало за сивиот сокол. Еве да знаеш друг пат. Се мисле помеѓу гепардот и антилопата, викам не, гепардот викам иде. Што сум гледал вака. Али за најбрзо топче, например, е пинг-понгот. Најголема брзина има. Да. А ја па мислев топчево од тенис. Не, пинг-понг. Пинг-понг. Види ги те Така кој ми рекол сега за сиви сокол. Па вака ги поздравувам сите што ме знаат, сите роднини, пријатели, колеги, роднини. Да. Така, и јас да ги поздравам и колегите, да ги поздравам и твоите дома, да ги поздравим и нашите гледачи, бидејќи тука завршуваме денешната емисија, ние се гледаме повторно со нови кандидати во новата емисија. Бидете со нас и уште едно подсетување. Јавувајте се на Facebook или пак, ако не на Facebook, подобро ви е на телефонскиот број, кој го гледате на вашите екрани. Ќе биде мощно интересно и уште нешто да ви кажам. За многу кратко и брзо време, четвртата награда ќе се претвори во уште посериозна и побогата награда, ќе се лета некаде со авион за двајца, каде ќе видиме, со кого и тоа не ви кажам. Бидете поздравени, тоест од поздравени. Чао и пријатно.